Разговорите помеѓу министерот за надворешни работи Османи и премиерот Бојко Борисов беа добри, но разговорите помеѓу министерката Екатерина Захариева и министерот Бујар Османи не се баш добри. Тоа што е предложено од таа страна ниту е добро соседство, ниту е братство, ниту најмалку е европско. И ако тоа така остане, треба да го подготвиме нашиот македонски народ, дека може да не отпочне првата меѓувладина конференција, која што очекуваме во декември. Но, јас верувам дека тоа не е став на премиерот Борисов, мојот пријател и брат. Верувам дека тоа не е став и на бугарскиот народ. Ние ќе направиме се во овие предстојни денови да изнајдеме решение. Ние прифативме заедничката историја, или општата историја, како што ја викат во пријателска Бугарија, како нешто што е составен дел од нашето минато. Имаме своја посебна историја и македонскиот народ, или Република Северна Македонија, и бугарскиот народ, или Република Бугарија. Уверен сум дека постојат решенија на проблемите, но дефинитивно знам дека јас и Бојко ќе изнајдеме решение на ваквите прашања, заради тоа што решивме 5 историски личности и постојат записници за нивно заедничко чествување, или 3 историски периоди и постојат записници за нивно заедничко чествување. Верувам овој следен четврти ќе го решиме. Одличен мегдан е нашиот историски заеднички јунак Гоце Делчев, за да не сплотува, да ја зголемува соработката и поддршката. Убеден сум дека ќе постигнеме решение и ќе направиме се што е во наша моќ за да продолжиме по тој пат. Затоа што нашиот сон е Европа, која што го признава и целосно почитува правото на самоопределување. Ние сме македонци, кои што зборуваме македонски јазик и верувам дека таквите вредности ќе обстојат комплетно и во нашите соседи. А јас сум убеден дека и председателите на двете земји, председателот Радев и председателот Пендаровски, ќе дадат поддршка на овој процес, за да покажеме дека можеме заедно, двете земји, на основа на пријателството, на основа на братската поврзаност помеѓу двата народи, ќе покажеме европски вредности, меѓусебна поддршка, затоа што многу пати имам истакнато, премиерот Борисов направи многу за Бугарија, но направи многу за Западен Балкан и европеизацијата на Западен Балкан. Тој успеа да го врати целиот фокус на западноевропските или северноевропските земји кон иднината на Западен Балкан во Европската Унија. Организираше самитот за Западен Балкан и посвети огромно внимание. Беше овде во поддршките на решавањето на сите отворени прашања во регионот. Меѓу другото и во поддршките и охрабрувањата за да го постигнеме Преспанскиот договор. Отворивме огромни соработки помеѓу двете земји и верувам дека тоа така ќе продолжи.